Добродојавте во новото издание на нашиот подкаст за секого по нешто. Денеска имаме малку поинако формат од она на што сте навикнати. Мој гостин е амбасадорот на Обединетото кралство Метју Лосон, ама со еден интересен пресврт. Минатиот јуни, додека правевме интервју, падна еден интересен договор. Рече, ајде ги замениме улогите. По повод 35 години од колумната, сакам да кажам, и 10 години од порталот СДКМК, денеска амбасадорот Лосон одлучи да биде новинар, а јас ќе бидам тој што одговара на прашањата. Ама и јас ќе прашувам. И се договоривме дека интервјуто ќе го правиме пола на македонски, пола на англиски јазик, како ви одговара, така ќе направиме. Со тоа што јас сакам веднаш на почеток да ве прашам. Како го научивте македонскиот јазик? Дали е практика или задолжително во дипломатската служба на Велика Британија амбасадорите кога доаѓаат во земјите каде што треба да служат, да го зборат јазикот на земјата во која што се акредитирани? Благодарам за поканата, Горан, и среќна година да сакам да кажам. Благодарам. 35 е многу значајна годишнина. Јас го учив јазикот во нашето училиште во Лондон, во Министерството. Јесте обично и многу важно за нашите дипломати учат јазиците. И искрено, исто за кај мене имаше лична мотивација. Сакав да можам да комуницирам на македонскиот јазик со луѓето на нивниот јазик. И за мене лично беше многу важно. Ги читате колумните на македонски или на англиски? Моите колумни. Може на англиски, да. Goran, it's great to be here on Second Occasion. Thank you so much for the invitation. Tell me about your connection to the United Kingdom. За моите врски со Велика Британија, видите, не знаете, во животот кој работи ви ги дефинирале и приватниот и професионалниот дел од животот. Моите први врски со Велика Британија беа уште како студент 87 година. Јас бев во Лондон, тогаш беше многу популарно да се оди во Лондон, да се учи англиски јазик. И многу од моите врсници тогаш одеа, не знам, работеа опер, во хотели. Јас сакав да работам нешто повеќе како портир, да речеме, во хотел, каде што нели повеќе има тип да ти дадат, меѓутоа бидејќи бев тако малечок, не ме примаат таму, па најдов некоја работа како градинар во Лондон, во Падингтон, така што тоа беа моите први впечатоци со Лондон. Едноставно за мене беше Лондон откритие. Тогаш во тоа време, значи мултикултура, различности, слобода, тоа што најмногу го почитам, слобода, баш тоа беше тоа што многу ми значеше. Значи ние живеевме различни националности, различни вери таму. 3 месеци убаво помина, се што заработив, потоа потрошив, отидов на Ибица, тогаш почна Ибица да биде популарна. Се вратив, не беше Лондон за мене, не беше ни Британија, ве продолжив како новинар. Мој ред да бидам новинар, уште една прашање. Ова година годишнина на сакам да кажам, 35 годишнина. Да, 35 години направив на 12 јануари. Многу важно и честитам. Благодарам. Реците ми од вашата перспектива на британското македонско одношение во ова година. Многу позитивно одношение, не знам. Веднаш после распадот на Југославија, јас како млад новинар го следев, ја следев патот на независноста на Македонија. И тука веќе повторно се врати во Лондон, меѓутоа како млад новинар. Ако
мислам, знаете дека во 92-та година Македонија се соочи со едно непишано вето во тогашната Европска заедница, кога го добивме португалската декларација во летото, португалската декларација дека Македонија нема никогаш да биде признаена, а оваа држава нема никогаш да биде признаена ако во името го содржи зборот Македонија, и среќа после тоа Велика Британија беше претседавач на Европската заедница и во цел 6-месечен период од јули до декември успеа да го преврти наративот и успеа некако Македонија да ја проблемот на Македонија, на признавањето на Македонија, да го префрли од Европската заедница во Обединетите нации 93 година, баш со помош на Велика Британија, фактички станавме. И на тоа време слушнавте македонскиот јазик на Tube. Да. Прашам биделки секој пат каде се враќам на Лондон, слушнам македонскиот јазик во Лондон. Така е. Да. Видете, јас бев неколку пати тогаш одев во Велика Британија, еве ги, така се пофалам јас, бев прво на лондонска конференција 92 година. Да. Тоа беше, премиер беше Џон Мејџор тогаш, така. И бидејќи Британија беше очигледно заинтересирана како голема сила да го реши проблемот овде на Балканот, и постави специјален пратеник за Македонија, тоа беше Робин О'Нил, дипломатот, мислам озбилен дипломатот кариера во Foreign Office-от, кој што се фати со решање ова прашање, баш со македонското прашање, и мислам дека тој беше тој што ја истурка работата до крај. Пред тоа, во декември, беше самитот на Европска заедница во Единбург, каде што исто така бев, еве ќе си го ставам јас гордо, си ги носам овие работи некогаш, затоа што, не знам, може би е и носталгија по старото време, меѓутоа еве и нешто што ми кажува дека еве јас сум бил дел од тие процеси на признавањето на Македонија како самостојна држава. Имав интервју со дипломатот Робин О'Нил, ќе ви открием сега нешто. И кога така млад новинар, вознемирен, ќе ме примат во Foreign Office. Со така препотенцијалиот. Во Скопје во тој момент се одржуваше седница на собрание на кој што излезе предлогот Република Македонија во заграда Скопје. И имаше, значи во исто време следев пренос, а во исто време, во тоа време влегов на интервју кај амбасадорот О'Нил, и кога влегов кај амбасадорот О'Нил, оно што ми остави впечаток беше дека тој ме пречека онака, не знам, френдли ли е, дипломатски ли е, не знам како, меѓутоа многу ми остави впечаток дека он го имаше ставено македонското, тогашното државно македонско знаме на своето биро. И така тоа ме олабави. Потоа веќе откако воспостави Велика Британија и Македонија воспоставија дипломатски односи, првото моје интервју беше со првиот амбасадор британски Робин О'Нил. Ама тогаш некако да ви кажам право и ми олесна. Значи кога видов грбот Обединетото кралство во таа една зграда во центар, понено беше сместено привремено, меѓутоа значи влегло Обединетото кралство тука кај нас, окей, ќе не биде. Олесно. Друга работа би сакал уште нешто. Значи покрај ова. И професионално мене Велика Британија ме издигнала пред да го направам СДК како портал, сакам да кажам. Јас бев главен уредник на Вест и бев основач на Вест од 2000 година. Јас сакав Вест да го правам да биде како Мирор. Значи, да не биде многу озбилен, ама да биде озбилен. Да не биде сан, меѓутоа да биде to looks like tabloid, but it's not tabloid. Добре. И тогаш ми помогна исто британската амбасада тука, бидејќи ме пратија во Велика Британија на едно фино студиско патување, организирано, каде што бев и во Мирор, бев и во некои локални вестници во Шкотска. Така што
сето тоа придонело, мислам, кога зборувам за Велика Британија, придонело за мојот и личен и професионален раст во кариерата. Многу добро. А јас секогаш кога е Велика Британија, секогаш сум кажал, може би некогаш е пристрасно, меѓутоа сепак ги темелам некои работи и на некоја перцепција или на некакво искуство. Секогаш кажувам дека Велика Британија многу помогнала за растот на Македонија, значи посебно за ова современава македонска држава. Мислам, ако веројатно сте го посетиле Прохор Чески. Прохор Чески исто така има британското знаме, има портретот на Черчил. Друга работа која што луѓето исто така ја заборавате, мислам, може би се погодила, може би не. Меѓутоа, ние кандидатскиот статус за Европска Унија го добивме во декември 2005 година, кога повторно председавач беше Велика Британија, тогаш беше премиер, мислам, да, Тони Блер. Да. Така што случајно, ама не верувам дека е случајно, тие работи се секогаш биле побрзо. Е сега добро, Велика Британија напушти Европската Унија, ние уште сакаме да влеземе во Европска Унија, ама некако вие сте ни помогнале да го трасираме патот и сега еве ги јас би сакал сега да ве прашам, може ли? Може, сигурно. Например, последнава година и последниот пат кога го правевме интервјуто во јуни, многу зборувавме за ова стратешко партнерство помеѓу двете влади. Македонија некако како да ми е, нели, не сме ни во Европска Унија, па малце како ќе се приближиме кон Соединетите Американски држави, меѓутоа оваа константа кон Велика Британија ја држиме. Мислам дека сме покажале, се покажало дека имаме добра соработка веројатно и во безбедносните структури, на воено поле, бидејќи имаше голема НАТО вежба на која што баш британските војници беа тука главни пред 2 години, мислам дека беше. И многу би сакал вие се како амбасадор, ама ако може да не биде многу дипломатски, туку да им објасниме на луѓето што тоа значи сега за македонските граѓани ова стратешко партнерство со Велика Британија. Yeah, thanks, Goran. It's a great question. And thank you again for inviting me to do this podcast, which is a more relaxed way of talking about some of the issues, despite me wearing a tie. So I'll try and explain as clearly as I can. I think the thing that we're most proud of is I think we've always had this fantastic relationship with North Macedonia. The strategic partnership takes that to a new level, and let me explain why. There are several areas of activity as NATO allies, as trading partners, that we wanted to intensify. And let's just put it in the context that this country, North Macedonia, is the largest trading partner of the United Kingdom in the Western Balkans. Over half of UK trade with all the Western Balkan 6 countries is actually here. So we have a fantastic trade and investment relationship. We have lots of British companies investing here. And on the trade side, we wanted to really enhance that and take that further. So you can look forward to a relaunch of our British Business Association, which is going to be a fantastic way for British business to support other British business that wants to invest. That's part of the strategic partnership. And then, of course, we have the government-to-government arrangement, which is what citizens will have heard a lot about. And that's really a form of support for strategic infrastructure projects, which is supported by UK Export Finance. And you've heard the government have launched that. And we are client-led as your partner on that, but the government have decided to invest in strategic infrastructure. So you're going to see, I think, the government-to-government arrangement is going to help build the new railway, the Corridor 10 railway, and we're getting that underway with support. In due course, the government's got to decide exactly who the finance partners are, but we hope that British companies will be closely involved in that. And that is, of course, underwritten by this UK export finance guarantee. I think citizens will also see the government's decided to use the government-to-government arrangement to build hospitals. So over time, you'll see a nationwide hospital building program. So I think under the trade and investment strand, you will see concrete benefits for citizens, railways, hospitals. These are really concrete things that we can see. And British business investing in big ticket infrastructure projects, further building the trade and investment relationship.
That's part one. Part two, as NATO allies, is the continual building and support to your military. It's a big year for the Macedonian military as NATO allies. They're going to be going. One of your battalions is going through what's called NATO validation, which means it's being tested up to NATO standards. We're supporting that battalion and other battalions going through that. And then the idea is, of course, that they are deployed in active operations in support of NATO. So as NATO allies and partners, we're working closely together. Third strand, migration. You heard a lot about a lot of noise. You're going to ask, сакам да ве прашам за миграцијата, бидејќи имаше голема драма тука. You're going to ask И me се about уште има. И сакам да ве прашам за миграцијата, I'm going to be за мигрантите и сето тоа. completely open and answer all your questions on that. But that's the third strand. So countering organized crime and migration. You've heard our prime ministers last year launching the Joint Migration Task Force. We can unpack what that means in a minute. The sort of separating the noise from the fact, but it's absolutely true that our government and European governments and the United States government, you heard Ambassador Aguilar before she left, migration is probably the number one priority. Look, there's been a lot of noise about migration, and I think it's really important that citizens who are watching this can separate the noise from what we're actually trying to do. So we've been very open with what we're doing. Our prime ministers launched the Joint Migration Task Force together. What that's doing is recreating the structures that when we left the European Union, you have Frontex. You see Frontex cars on the border, you know what they're doing. For the UK, that is recreating those upstream intelligence sharing arrangements, those practical policing operational requirements, because illegal migration is one part of the broader issues of organized crime that are affecting our country, that are affecting your country. Criminals don't just transport cannabis, a recent story. They also transport people illegally. They will transport anything that makes them money. So it's really important to have those structures of police cooperation to be able to tackle this. And migration is sadly, people are one of the illicit commodities that are being trafficked across Europe. So I just want to say, because this is an interview, after the noise of just exactly what we're doing, and just sort of be completely open with people that this is a really important part of what we're doing to counter organized crime and corruption in your country as a way of benefiting our country. But it's very, very straightforward. Значи нема мигрантите што не ги сакаат во Британија да ни ги селите во Македонија. Тоа беше главниот проблем. There's been a lot of noise about and undoubtedly we were talking to a lot of countries across the world about how to deal with the level of illegal migration. But the Joint Migration Task Force is absolutely what we're doing as the British government here. And I just want to be really honest and clear about that. Се надевам дека сега е појасно. Се надевам дека е појасно. The final bit is about cooperating as NATO allies and partners on strategic foreign policy. So we hope very much your foreign minister's coming to London in the summer. We're going to start having formal talks. Of course, we support your journey towards the European Union, and it's about thickening those foreign policy ties as NATO partners. That's it. That's what the strategic partnership is. Вие сте горди веројатно на ова, затоа што веќе сте повеќе од 3 години тука, така? Exactly. И ова го сметате како да речеме круна на вашето присуство во Македонија, на вашата служба на Обединетото кралство во Македонија. Добро, ако веќе толку сме фини партнери, толку сме добри, имаме и трговска размена, имаме бизнис со бизнис, зашто не ни ги укинете визите? Visas. I knew you were going to ask me about visas. Па не, видете, значи, јас кога бев во Велика Британија 87 година, јас таму влегов без виза. Значи со стариот југословенски пасош. Ако сум можел со стариот југословенски пасош на социјалистичка земја да влезам со виза. Зашто сега да не можам? Навистина ми е тоа фрустрација. Сакам да ги однесам децата да видат кај сум работел во мој хотел там, на Падингтон Сквер. Got it. I know pretty much everyone on the street or, in interviews asks me about visas. The good news is citizens of this country can absolutely still visit the UK. There's no problem with that. There is a visa regime. We hope it's relatively straightforward to use, and we're doing everything we can to make it easier. I personally would love to see the visa regime eased. I have to be open and honest with you that
for the British government, because of the migration pressures, the visa regime globally is really unlikely to be changed. I think the best form of argument that my department within the inter-government departments uses is, of course, the size of our trade relationship. But the reality, sadly, is that although I would love to see it eased, the migration pressures on the UK are such that I can't see the British government easing the regime anytime soon. I have to be honest about that. Simply because this is the number one issue of concern for the UK public, and our government are already concerned that illegal migration is too high, and they want to do something about that. And the visa regime is part of that. But the good news is that everyone can visit the UK. Your children can visit the UK. They can come to Paddington Square. It's a visa process, but we're making that as easy as it can. Nekako ne mi dava čustvo da sloboda to što moram da apliciram za viza, moram da platam za viza, samo to mi je problemot. Ete, to je to. Understood. And I understood. And nothing is ever perfect, but I think the cultural exchange is fantastic. Типично британски. Nothing is ever perfect. Уште колко време сте во Македонија или ви се зарни тука во вие? Yeah. По што ќе паметите Македонија која ќе се заминете? Yeah. Од I'm going to miss, I'm in my 4th year. It's my last year of being ambassador. It's been a great honor to be British ambassador. Yeah, I had loads of fun. In terms of things that I'm going to miss, I mean, look, you are a fantastic exporter of some of the best wine in the world, a fantastic exporter of fantastic food. I think the people I will miss, the mountains. There's so much good about this country that I love, and I'm going to come back and see. А што ви смета? Ѓубрето ви смета ли? Нечистотија? Look, I mean, every country has its challenges, but I think you have such a beautiful country here. And I think we have such a close relationship. As I said at the beginning, what I love is that when I go home, traveling around on the London Underground, I hear Macedonian. I come here, people speak fantastic English. And that's a kind of living bridge between our countries. I think it's a fantastic sign of the the great attraction between our countries and our cultures, and the great affection that people have. So that is, despite any kind of challenges that political life or the world can throw at it, I think that's a great living bridge between our countries, and that's going to continue. And I think that we have a world-class cultural offer. I think some of the best music in the world, some of the best sort of theatre in the world comes from the UK. We're very proud of that. It's been brilliant actually through the British Council. And one of the things that I love, have been sort of most excited to do here in my time, has been to be again part of the Oxford Summer Festival. We've actually brought some fantastic British musicians out for the Oxford Festival. You remember we had an exhibition last year by a British sculptor. Yes. That kind of cultural exchange has been absolutely fantastic, because I think we've got a world-class cultural offer. And we're very proud to have British Council as part of our operation, and we're looking again at the Oxford Festival this year as to what we can do in having a concert. But noted you want more British TV. We will talk to the TV about that. Ви благодарам многу што не посетивте. Ми беше голема чест. Благодарам за поканата. Благодарам што ми направивте чест, баш ми е кеф дека дојдовте во нашава редакција, еве, и вие да учествувате во подкаст. Нема да го викаме ова интервју. Не. Иако ставивме знамеца да личиме малце по дипломатски. Овој формат, одлично. Ама мислам дека тоа што сакавме да кажеме, кажем. Да, супер. Благодарам многу. Благодарам.